Ова е чадот што го создава топилницата Фени. Снимките се направени од еколошкото друштво Еко Живот во моментот кога оджакот испушта голема количина чад. Темниот облак кој се издига на небото е причина за незадоволството на граѓаните на Кавадарци и околните села кои се наоѓаат во близина на Фени. Тие велат дека прашината која што ја испушта топилницата ја загадува и уништува околината, затоа стравуваат за нивното здравје. Дека дое, ете дома, таа приколта е покрена со најлон, сета е црвена од ваковато. Тоа е сета од прашинта, не е од друго нешто. Тук што ќе правиш? Ми го не испаѓа, лепеѓа ова која. Воздухот е загаден, ама за тие што е загаден што работат таму. Селта, Дреново, Шивис, Воанова и Кавадарци, Шешково, Правник, се е загадено. Земјата се е загадено, не купуват. Сега ти кога купуваш нешто од Шивис, прашуваш дали си од Шивис, дали си од Возарци. Кроми салата, Воанова, ако од таму Саланецот не купуваш ништо. Имат. Нон-стоп. Се гледат и по небото цела вечер. И воздухот е заглушен ноќе. Цел живот. Цело време овде. Јас сум овде 2 години и не може да ја понесам по климата више. Лозарството кога го земиш од делот на Фени натки према Росуман, према Дреново, Сирково, се е тоа загадено. Само што не се вршат контроли на гројство и нешто да се вршат контроли, нема ни едно гроје да се продадува таму. Го чувствуваме, тоа е поготово на Коливееве, кога има и при дош обавезно значи се наоѓа како прашина, како пепелта, нели, што е како да речем тоа Министерството за екологија треба да го има упредит, ама се изјада некоја има релација добра меѓу Фени и општината и Министерството и така да ако се чувствува тоа, че го нема такво нешто, че го заташкаме, че туриме некоја девиза и така. Градот е поделен на оние што ја премолчуваат ситуацијата. Тоа е локалната власт и дел од граѓаните кои се вработени во оваа компанија и обичните граѓани кои бараат Фени да престане да ги труе. Развигор Кабрамов е поранешен советник во Собранието и член на ДОМ. Тој вели дека во текот на мандатот постојано укажувал на овој проблем. Последното големо испуштање на чад и прашина што било забележано пред неколку дена е иницијална каписла за неговата бурна реакција. Не е прв пат ова да се деси во градот Кавадарци и околината да се испуштаат огромни количини на прашина. Иако Фени најавува дека има филтри, дека ги уклучува филтрите, ветерот што дуваше ноќта ја донесе сета прашина и утринските часови можеше да се забележи како печурка над Фени во пречник негде околу 3 до 5 километри околу Фени. Тоа беше гледка што човек значи, може да замисли дека е или на Марс или на некоја друга планета, а не држава или земја или град во кој што живеат 40.000 луѓе, кај што има лозија, кај што има нели праски, грозје, 300 чуда и луѓето сега кога веќе со голо око може да се види нели и да се кога одат луѓето на лозјата да работат, кога ќе го мрднат листот за да го подкршат или да го прибикнат преку жица, сета прашина на облеката му паѓа, го дишат тоа, ако случајно до забите допре крцка на забите, значи тоа беше испуштање на огромна количина на прашина од страна на индустријскиот капацитет Фени. До сега и од сега не верувам и наредниот совет дека ќе направи нешто за да се подобре ситуацијата. Фени си продолжува да си работи, не почитува нити граѓани, нити општина, нити држава. Кој му дава право да горе гуми? Јас си наговорница од Совет на општина имам прашано како сецкани гуми ги носат од Грција, на царина може да проверите, 250 тона секоја ден ги носат и ги горат. Ако се толку добри гумите, зошто не ги горат у Грција, зошто не ги горат у Германија, у Русија? Туку ги горат тука у Македонија. Треба еднаш кавадарчани да се свестат дека животот нема цена, здравјето на луѓето нема цена и треба да се застане и да му се каже на Фени, на газите на Фени, а производот што го прават македонски да е, а не рудата сега ни ја носат од Бог знае која држава,
го затворија нашиот рудник тука што е, испуштија 40 души и ние сега правиме македонски производ. Која испита таа руда што ни ја носат од таму, дали е канцерогена, дали е радиоактивна или било каква и да е. Во еколошкото друштво Екоживот, кое ја следи состојбата со топилницата, воопшто нема дилема дали топилницата загадува. Го следиме процесот на загадување, се испуштаат секакви видови на токсични материи и тоа претежно прашина со тешки метали, која што влијае во сите сите видови на живот во нашата околина. Имаме зголемено присуство на тешки метали во воздухот, во водата, во почвата. Тоа е јавна тајна која што никој не сака да ја каже, но еден е фактот дека имаме зголемена концентрација на болни на онкологија претежно од Кавадаречкиот регион. Ова ни се сознанија од терен, кои што нашите активисти се излезени, ги анкетираме луѓето кои што се заболени од поскоро. Значи, зголемена е појавата на заболувања како што сте астматичните заболувања, проблеми со кардиоваскуларните органи, нели, и тоа се претежно во совет, во разговор со лекари соодветни на таа област, ни се дадени информации дека овие заболувања доаѓаат претежно од испуштањето на тешките метали од гигантот фени. Нему се решени проблемите со поројницата која што ги одмива сите тешки метали од целиот реон на нивни реон, потоа се сливаат во сообраќајницата која што минува покрај фени. Доаѓаат во прашање нели сите оние фактори како што се ризик по живот на луѓето кои што поради огромни количини на вода. И мене ми се има тоа неколку пати случајно кога сум поминувал покрај фени, така да апел до надлежните да се стегнат малку раководството на фени кои што мислат дека целата квешија поседуваат, вработените во фени се исплашени дека гигантот ќе се затвори, дека тие нема да работат, а единствено нешто што ние сакаме е да се стават филтри, да не ни се загрозени животите. Кавадарчани бараат хитно да се изнајде решение, состојбата да се стави под контрола, за да се спречат последиците за кои вела дека може да бидат катастрофални за Тиквешкиот регион, кој е познат по убавите вина, грозјето, но и насадите со праски и други видови на овошје.